Значи, Општина Куманово ја реализира годишна програма која што е донесена од страна на Совет. Се работи за програма за уредување на градежно земјиште и развојна програма. Во тие програми не се опфатени водоводни мрежи на рурални средини, така да досега Општина Куманово нема изготвено таков вид на проект, меѓутоа постојат индици за изготвување на техничка документација, меѓутоа тоа се сложени проекти, бидејќи се работи за пречистителни станици и сите пропратни документи. Најголем број на водоводните мрежи кои што се на рурална територија на општина Куманово се стопанисуваат од страна на самите рурални средини или како што тие ги нарекуваат одбори за водокорисници во одредено село или населено место. Ке ви набројам неколку случаи, како што е случајот со село Агино село, случајот со село Скачковце, Орашац, Тромеѓа, Романовце и многу голем број на други села. Зошто? Затоа што тие системи за водоснабдување своевремено се градени во најголем дел со месен само допринос од страна на граѓаните кои што живеат таму, а дополнително на некои локации општината преку одредени фондови и донации, грантови има инвестирано, особено во периодот од 2000 до 2002 година, кога се најде градот Куманово во криза со водоснабдување, бидејќи во време на воениот конфликт беше запрена водата. Согласно законот, јавно предпријатие Водовод еден ден треба да ги превземе сите овие системи под своја надлежност, но поради непостоење на техничка документација, кога овие исти системи се градени своевремено, Водовод не ја превзема таа обврска, бидејќи за него самите системи би представувале дополнителен губиток финансиски за јавното предпријатие поради голем број на диви приклучоци, неорганизирани мрежи, дополнително несоодветен третман и изградба на истите, и онаа што е најголемиот проблем всушност и најголем дел од самите граѓани корисници на оваа вода не се согласуваат со такви постапки, бидејќи истите ќе бидат приморани по оставање на функција на овие системи под надлежност на јавно предпријатие Водовод да плаќаат иста цена за вода како што ја плаќаат и останатите граѓани кои што живеат во урбаниот и урбано-руралниот дел на градот. Тоа значи, ако сега во моментов во одредено село се плаќа месечен паушал од 3 до 5 евра за користење на вода во одредена неограничена количина која што тие користат врз база на капацитетот со кој што располагаат, во иднина таа сметка може да им дојде 10 до 20 пати поскапо, бидејќи голем број од тие количини на вода кои што ги имаат на располагање тие граѓани во руралните средини, покрај тоа што ги користат за водоснабдување, ги користат и за наводнување на одредени помали земјоделски површини.